Утре македонскиот парламент ќе гласа резолуцијата за децата бегалци од Грција. По 4 години во собраниските архиви, по многу дискусии и убедувања, резолуцијата која помина низ рацете на 3 парламентарни состави, конечно ќе се најде пред пратениците. Децата бегалци велат, упорноста се исплатеше. Катерина Кржевска. Дојде денот кога нашата држава застана зад нас и зад нашите проблеми. Децата бегалци пред утрешната собраниска седница на која ќе биде разгледана резолуцијата за жртвите од грчкиот екзодус за време на граѓанската и Втората светска војна. Велат со нетрпение го чекаат утрешниот за нив историски ден. Е огромен придонес за нас во смисол на нашата борба која долги години трае со помош на нашата држава, сега Република Македонија, мислам дека само за кратко време ќе ги оствариме нашите дискриминирани права од Република Грција. Со резолуцијата собранието ќе ја обврзе владата да ги искористи сите билатерални и меѓународни механизми за да им се овозможи на прогонетите од егиот да ги остварат имотните права и да им се врати грчкото државјанство. Добиваме стручна помош, добиваме финансиска помош, добиваме морална подршка, што е многу важно, и добиваме една ширина на проблемот. Сега со ова, нашата држава преку амбасадите во оние земји кај што живеат македонци по потекло од егејски дел на Македонија, ќе бидат информирани. Жртвите од екзодусот очекуваат над 50.000 барања од прогонетите кои живеат не само во Македонија, туку и во европските и во прекуокеанските земји, да стигнат на адреса на Грција за да ги обештети од големата неправда. Историски чин во собранието, едногласно и со акламација усвоена резолуција за македонците бегалци од Грција за време на граѓанската и Втората светска војна. Резолуцијата предвидува владата да ја помогне правната битка на егејците за враќање на одземените имоти. Катерина Кржевска. Аплауз, солзи и емоции во законодавниот дом. Македонското собрание со акламација со 88 гласа за ја усвои резолуцијата за децата бегалци од Грција со која државата се обврзува да им помогне во борбата за остварување на нивните права. Жртвите од екзодусот велат, овој ден го чекавме 60 години. Време е да се исправи историската неправда. Ние бараме да ни се вратат имотите, не бараме да ни се платат. Тоа треба да биде јасно. Према тоа, очекувам 1 до 2 години реализација на нашите барања. Но она што го баравме, мислам дека денес е крај врхунец, го постигнеме она што сакаме од нашата држава. Поздрав за резолуцијата и од Сдруженијето на македонците во Грција Виножито. Сега очекуваат паника во Атина. Политичарите наши во Грција барат такви зборови со кои не сакат ништо да кажат, а сакат само да нападнат. Македонските парламентарци едногласни. Голготата на децата бегалци не смее да се заборави. За нас е неприфатливо во 20-тиот и во почетокот на 21-виот век да премолчуваме на дискриминацијата по етничка основа. Треба да се грижиме и за сите наши кои живеат и во Албанија, и во Бугарија, и во Србија, и насекаде во светот. Владата подготвена да им даде логистичка, финансиска и морална помош на прогонетите. Нашите граѓани мора да се ги добијат сите права и мора свесноста, не само во Македонија, туку свесноста генерално во Европа, врзана со ова прашање да се покрене едно повисоко ниво. Резолуцијата на децата бегалци која помина низ рацете на 3 парламентарни состави ја обврзува владата да ги искористи сите билатерални и меѓународни инструменти за непречено движење на прогонетите, собирање на документи за враќање на нивните имоти и грчки државјанства.